директива? Ја би ве молел од ваш агол, со оглед рекој дека ве слушав одамна во една телевизија каде што дадовте една убава артикулација имавте за и околу континуитетот и етимологијата на Македонија. До 88 година гледачите знаат, повеќе пати со господин Божиловски говоревме, дека во Грција не смееше да спомне зборот Македонија. Веднаш шапс. Ве молам, режија ќе замолам да го пуштите прилог што го имаме како артефакти, а вие ќе го коментирате и господин Божиновски исто така може да се вклучи доколку допуштате, нели може? Одиме со тој прилог што го имаме, а почитуван соговорник ќе даде своја артикулација. Јас би замолил да почнеме со графиката Македонија. Еве имаме пред нас. Што значи името Македонија? Досега се толкуваше на разни начини. Се поаѓаше од тугите јазици и затоа ние немавме можности да си го осознаеме правото значење на нашето име, милениумско, кое трае веќе 8-9 милениума. Меѓутоа, со помошта на нашиот јазик, ние доаѓаме до нашиот корен. Погледнете, ако разложиме зборот Македонија, што добиваме? Маке, Дон и Ија. Маке основа има во мајка, Дон е жена, господја, Ија е земја. Или, читано од десно налево, како што пишувале нашите древни предци, земја на жената, се мисли на Божјата мајка. Значи, земја на Божјата мајка. Зашто е ова вака? Тоа е според култот на Божјата мајка, еден од најстарите култови создадени на европското тло. Ми се чини дека и најстариот култ, кој што е потекнат од овде. Затоа ние го носиме тоа име. Значи, тоа е едниот основ по кој што ние го носиме македонското име. Пред мене е еден друг артефакт, третиот поред, идеме малку ќе ги мешаме. Артефакт најден во околината на Прилеп, статуа на Божјата мајка изработена во природа, во Карпа, негде близу 5 метри, стара негде 8-9 милениума, што зборува за староста на овој култ. Од тука е појден. Нема куќа во Македонија каде се врши ископување да не е најден артефакт која представува Божјата мајка. Не знам дали има на друго место во свет толку артефакти најдени од незиното име. Господин Божиновски, сега, само секунда само. Значи, вториот основ по кој што ние го носиме нашето име е според родоначалникот наш, тоа е богот Македон. Древна традиција е, кај древните народи, името да го носат според родоначалникот, тоа е нашиот бог Македон. За време на Македон ние сме македонци, за време на неговиот син или внук Ематија, Македонија се нарекува Ематија, децидни сведоштва имаме кај Херодот и кај Јустин. За време пак на неговиот син Европ, Македонија се нарекувала Европија. Децидно сведоштво имаме кај Јустин, книга 7 глава 1. Замислите сега каков апсурд. Европа го носи нашето име, засноване на принципите на идејата на Александар за универзален свет, а нас не нема во Европската унија. Треба со акламација да не прима. Некогаш Европа заради ова ќе се срамува. Не доликува, грда е Европа без Македонија. Потврда на името Македонија имаме во каменот од Розета, кој што нашите учени Тентов и Бошевски го дешифрираа. Веќе можеме да зборуваме за цела една азбука, тие најдоа 26 плюс 8, 34 букви по таа азбука, 8 самогласки и 26 согласки. На каменот од Розета запишено дека македонците себе се сметале за децата на Мо, децата на Божјата мајка. Како македонците се децата на Божјата мајка? Која тогаш нивната татковина? Македонија. Нема друг одговор. Ако и ова не е доволно, јас ќе замолам режијата да пушти еден снимак. Тоа е Google Translate. Светот на мајката, се мисли на Божјата мајка, од енглески преведен на хинду јазик. Зашто велам на хинду? Хинду или винду има исти етимолошки корен. Инди или винди исти етимолошки корен. Рековме, видовме дека македонците се венети по својата етногенеза. Бројните артефакти оставени на ова тло зборуваат за тоа. Но тоа треба елаборација многу поголема. Во ми се не можеме тоа да го направиме. Само ќе замолам режијата да го пушти тонскиот запис од Google Translate. Светот на мајката од енглески World of Mother преведено на хинду. Затоа што
венскиот јазик, венските записи се венецки записи, тоа ќе рече старословенски. Молам режијата. Режија, да. World of Mother. Makedonia. 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 Мајката на светот на хинду јазикот е Македони. Секој во светот може ова да го провери во својот дом на својот компјутер. Еве корпус делекти за континуитетот на древното македонско име. Кој може ова да го побие? Пред аргументите боговите ги симнуваат своите дека Косам Божедовски ќе да дополните нешто со оглед дека јас се даде право да почитам со горен дека за каменот исправете ме ова што е факт дека докажува за вредноста и староста на Македонија сте еден од јас го открив ова. Да. Покрај, значи, имав среќа, јас не сум археолог, меѓутоа се што е вредност, македонска вредност, јас го посетувам, го анализирам од архитектонски аспект, го анализирам од аспект на пораки, значи конотативни, денотативни вредности на амбиентот. И тоа беше еден настан кој пак не е за многу фалба, стануваше збор за еден приватен концесионер кој во недоразбирањето на нашата администрација преку Министерството за стопанство добил концесија, а Министерството за стопанство не се консултирало со Министерството за култура и добил концесија на археолошки локалитет. Станува збор за локалитетот Мал Сурун кај Прилепско горно село, каде што има слоеви не само од неолитот, туку има слоеви од антикот, има едно 10 македонски гробници една до друга тука. Добро. И мене ме носеше еден археолог за да направам некаков прилог. Тоа е тоа, така? Да, да направам некаков прилог. Ова е фотокопија, доста лоша, иначе тоа е многу појасно се гледа, но не е важно. Значи, тука станува збор за регистриран археолошки локалитет од периодот на неолитот, за регистрирани ритуални базени кои што се издлабени во карпа и се наоѓаат на еден рит кој е поставен така што оваа мајка која е изделкана на хоризонтална карпа со должина 4,8 метра и со височина од некаде 80 см над земја се крева карпата, така што навистина е тешко да ја забележите, треба нешто да ве натера да се качите на карпата горе за да можете да ја видите и да ја фотографирате. Но таа е легната и поставена е така што како патоказ ве усмерува каде треба да одите за да стигнете до базените за ритуално капење. Но тоа не е најголемата мајка која е направена во Македонија. Постои вертикална 9,5 метарска карпа, која што се наоѓа во центарот на локалитетот Цоцев камен. Сега, тука е она што јас постојано зборувам кај образовниот систем. Значи, нашите археолози учат дека во Македонија нема монументална скулптура од периодот на неолитот. Ако сакате некоја таква работа, треба да одите во Франција или треба да одите во Англија. Таму навистина има големи монолити. Значи има долмени, кромлеси и така натаму и така натаму. И се и шарани и така се. Бидејќи тоа го нема. 9,5 метарска мајка, значи со глава која е 5 метри голема, Не е 9 со сантима. нос кој излегува од површината на лицето метар и пол, значи тука поминале да не ги спомнувам кои се не археолози, така имиња да истина еминентни, никој не ја видел. Не е регистрирал. Основата што е? Значи, во главата немаат представа дека има такво некој монументално, а ги нашле сите ситни предмети до димензија од 1 сантиметар. И најкрупната што се врти низ археолошките списанија и подневниот печат е 95 сантима, што и навистина за неолитска мајка е и само по себе 95 сантиметра големо. Таа е од камен направена и така натаму, и таа
ја има доктор Душко Алексовски најден. Но ова е 9,5 метра. И фактички таа е стожерот околу кој се врти наоколу. И тоа не го гледа никој. Значи, кажувам колку е Што е тоа работата? важно. Дали е суета, дали е намерно непознавање? Не. Значи, сите тие се стручни за својата област, но внимавајте, образовниот систем, тоа ви е завеса. Во која што ако ја поставам вака, вие вака гледате. Ако ја поставам вака, вие толку гледате. Значи, образовниот систем не постои за вас да ви даде знае. Значи, во образовниот систем има две работи. Првата е дека вие треба да бидете лојален граѓанин на својата земја. Значи, вие се воспитувате пред се. И втората е, за да може тој да биде успешен, треба учителот да ви покаже колку си ја сака работата. Тоа се две работи кои се важни во образовниот систем. И едната и другата кај нас ги нема. Оттаму, ако во образовниот систем кој особено за неолитот, внимавајте ви, нашава историја овде, се што е од антика наназад, а тоа значи се од, да речеме, условно 4-ти, па ајде и 5-ти век на новата ера, па наназад, тоа се пак негде околу 9000 години, не се пишувани од македонци. Значи, ова историја, фактички најголемиот дел од условно 10.000 години, Франција. кај нас 9.000 години се напишани од историчари кои не се македонци. Значи, тоа е тоа. Затоа велам, има многу важни работи нам ни се случуваат, нашите археолози се повеќе стануваат свесни за вредноста на она што го имаме, се повеќе станува важен најкрупниот дел од светската цивилизација и најважниот. Значи, историјата на уметноста вели вака. Најкрупен, најдолг и најважен период во историјата на човештвото, особено во историјата на уметноста, е неолитскиот период. Тој трае во просек од 3, односно од 1500 до 8000 години. Кај нас трае 8000 години. 1500 години трае во некои други земји, особено во западноевропските, нешто се пак по-на север. Таму многу доцна доаѓа цивилизацијата. И сега замислете, ние имаме кај нас наследство од 10.000 години цивилизација, кај нив 3000 години помалку. Значи, те имат 7000 години. И оттаму е и разликата во она што ние го нарекуваме како однесување на македонецот. Што често пати го критикуваме, дека е нели, наведната глава и така натаму. Не станува збор за тоа. Предолго време живееме во цивилизација. Нашиот праг на толеранција е неверојатен. Просто јас велам дека малку ние мора да се вратиме кон варварство, затоа што сите наоколу се малку такви. И морате да бидете поагресивни. Ние сакаме да ги средиме некако работите и на сите, и помагаме, па ајде дојди, па ајде не знам што. Тоа е само заради Меѓутоа степенот видовме што се на случува цивилизација. во